Здраво другари, здраво другарки. Еве денеска баш се решив да направам едно видео. Сакав и вчера, ама викам ај денеска баш на роденденот мој чекам друштвото ми дое да славиме, да пиеме, да јадеме. Викам да направам едно видео да видиме што се дешава со берзата. Мислам и Трамчо, гледате, денеска има мало пумпање на биткоин, се реши Трамчо за мојот роденден да има мало пумпање. Значи не мора многу, може малце. Значи јас сум благодарен на Трамп што овакво малце, значи ја зголеми цената, али претходните 2 дена не утепа, значи од 72.000 таму дојдовме до 65.000. Одлично, ама гледате се јас сме на 67. Значи фала му на Трамп, он вака честита роденден новишто. Прво има дамп, а после за роденденот вика мора да биде за нас Славчо, малце вика да може да купи пиење и јадење, затоа го зголеми. Мала шала, али да видиме што се дешава со биткоин. Гледате, последните 2 дена, значи партали надоле и сега мало имаме пумпање. Некое, гледате, преминуваме при оваа реална формација што имаме направено. Гледате, ни беше како сапорт, па пробивме малце под незе, па сега сме над незе и не знам што да кажем, и како резистанс и како сапорт ни се јавува, али очигледно дека на овој левел 67 и 300 може да се помачиме. Гледате, он стигнал до ваму, па потоа надоле. Ја мислам, тоест не знам и више што ја мислам со Трампчо. Значи човекот е од Забајле кој ќе стане, не знае која личност е више. Он мислам дека 5-6 личности живеат во него. Во следите геополитика, човекот секој ден има некоја новост. Значи све нешто ново он има. Значи сега мир ќе правиме, па нема да има мир, па ќе нападнеме нуклеарната централа, па нема да нападнеме, па електрани ќе напаѓаме, па нема напаѓаме. Човекот, значи, не знае више што сака. Не знам више што да кажем, и ја не знам више што да мислам. Значи, ова техничка анализа, дури џабе ја гледаме, ама да видиме од прилика кои ни се сапорт левели. Али гледате, како и да е, се задржаме над ова што е 65.500. Тоа не е сега ако продолжат некои конфликти, претпоставувам викендов ако нешто напаѓа прави, ако има премногу што го лонгаат биткоин и останативе валути, ќе оди надоле. Али не очекувам реално падне негде испод 63.000 и се едино може да имаме некои фейкаути до 60.000. Така да ќе видиме што ќе се дешава. Мислам, секако имаме нели тука фейкаут еден до 60.000, па потоа во нагорна линија. Значи, гледате он во некоја ако видиме се движи као во некој тунел, значи од ваму до ваму ако земеме овој тунел, ваму се движи целиот биткоин. Мислам, во последните моменти е, значи, овдека од 71.500 до 65.500 се движи цената, ама гледате има и некои неголеми купувања тука, според овој индикатор имаме некои неголеми купувања. Не верувам дека би паднал подоле, ама не можеме да знаеме. Значи со Трампчо ова е нешто невидено, значи катастрофа. Според стокастик RSI ние сме реално во надолна линија и би требало да одиме нагоре, ама тоа ќе видиме. Ова е на daily ниво. Така да ќе видиме што ќе се дешава. Да видиме на weekly. На weekly гледате, значи ова тука што сум го ставил не паднал испод 65.500, али реално сме испод значи два левели кај што би требало да бидеме bullish, нели овие 150 day average, значи аз сме над 200 average, ако отидеме под 200 average, јас, значи, мислам реално преминува премногу бериш да биде целава ситуација, ќе видиме што ќе се дешава. Али според weekly ние сме се уште во некој бериш сценарио, се надевам дека нема да одиме многу дале, само видам една линија сега што гледам да повлечам на weekly, значи оваа линија ќе ставиме на weekly, да видиме, значи не би очекувал да паднеме негде испод ова ниво, ама како што кажам, може да има фейкаут, да паѓаме испод ова, зависно од Трампчо што ќе прави, како ќе се кладат коцкарите и ради тоа. Баш да видиме, само го сочувам ова на weekly и само да видам ова како беше ставено. Не ми требува на days, ми треба само на weeks. На days имам друг чарт.
Како и да видиме со нашата ада што се дешава. Еве и за нашата ада имаме мало пумпање, значи ова е на 1 сат, мало пумпање последниве неколку сати, значи Трамчо, вика случај на Славчо мој роден, мора малце му напумпаме. Значи сега да не биде до толку надоле. Али гледате последните 2 дена, значи партал не направи, партал не видам. Значи од 0,27, тамо 0,28 мислам дека преминавме, потоа го спушти надоле, затоа што више и он самиот не знае што сака. Гледате на hourly тоа, само да видиме на weekly што се дешава, само да го намалам чартот. На weekly гледате, значи овој кендл не знае како се однесува више. Значи нагоре, надоле, кендлов е катастрофа моментално. Значи на weekly ќе видим утре кога ќе затвори, како ќе затвори берзата, би требало да биде малце во зелено, али како и да е на weekly, јас сум кажал, значи ние сме тотално береш на weekly. И би требало да се оправаме понатаму. Само што ќе ги следиме овие левели, се надам дека нема паднеме испод 0,24-2. Затоа што после следниот пат на 0,22-2, а тоа е премногу мала сума. Мислам, би можело да има фейк аут, значи како што кажувам, би можело да има фейк аут. Да видиме на daily што се дешава. На daily гледате, значи последните 2 дена партал, не паднавме под ова ниво, овдека исто не паднавме. Само да го продолжам ова. Вака мислам дека беше овој левел. Да. Значи не паднавме испод ова, не паднавме под 0,24-2. Така да гледате, ние се движиме некако во исто како во тунел као со биткоин. Да видиме што се дешава со Ethereum. Ethereum на daily. Дечки, имаме оваа триална формација, не испаѓаме триалната формација. Гледате, не доаѓаме до 1750, реално би требало да се држиме до некој овој левел 1800, не би требало да паднеме. Јас се надам дека нема да паднеме испод 2000, ама гледате, он отиде испод 2000. Така да не знам што да кажам. Значи, партали е цела берза, го чекаме Трамчо малце да се стабилизира, па и да треба да си ги земе лековите. Изгледа ги заборава за да почнеме да одиме нагоре со берзата. А гледате, тука имав една линија ставено, оваа линија ваму, не паѓаме испод ова, мислам дека ќе ни биде добар сапорт и не би требало да паднеме испод ова. Секојаш нели може да има фейк аут, потоа се врати, затоа и не треба да се кладиме. Значи, тоа е со чартовите, само да видиме, значи, ликвидациите, гледате, последните ликвидации, како што кажам, значи на лонг ги утепа премногу луѓе сакат брзо да се збогатат, затоа и не може да се збогатат брзо. Гледате, ваму 400 милиона, ваму 300 милиони, и денеска што има малце, нели, мало покачување на цената, гледате, шортовите ги ликвидираат. Што да кажам, не им доаѓа паметот, тако нека не им доаѓа паметот и тоа е тоа. Сега висто малце да збориме за Трамп, само го повлечам прозорот. Еве, гледате, what comes next, trigger text, scenario says US sends thousands more troops in Middle East. Шо пред Трампчо, значи ова, не знам. Прво, не знам дали ќе успее да го исконтролира цел Strait of Hormuz, тоа стварно не знам дали ќе го исконтролира. Човекот сака нешто да се договара, затоа што очигледно не му тргна војната како што треба. Па сега сака да се договара и најверојатно ќе се договори, ама нема да биде многу во негов бенефит, али секако му е многу подобро него ли да троши пари. Затоа што он предизвикува инфлација и нема да има намалување на референтните каматни стапки. Значи све ова со нафта, све што се дешава, катастрофа. Гледате исто му даде завчера another extension on deadline to reopen the Strait of Hormuz. Значи он сега нема да напаѓаме електрани, нема да напаѓаме ова за струја, па чека еве ви се уште 10 дена, уште 5 дена, уште 12 дена. Мислам дека некако ќе ја договорат. Али мене не ми се свиѓа ова што праќа трупи, ова не ми се свиѓа, значи може пак да предизвикува некои глупости вамо во Middle East. Така да криптото ќе ни биде ултра волатилно. Знам исто имаше, само да видам кај гледав, еве исто ова сакал сега да патува во Бејџинг. И сега што ќе прави он? Значи сега ќе патува ваму да договара најверојатно за Тајван. Затоа што
Кина треба да се опрезне Тајван и сега ќе оди он да договара со Тајван, па Кина да го притисне Иран, вајде веројатно за да се договорат потоа со Трамчо за Strait of Hormuz. Катастрофа. Катастрофа. Rescheduled. Во мај, добре, во мај патувај, договори се само и да почне криптото да ни расте. Значи, доста ни е више. И тоа е, со Трамчо жутиот, очигледно почна шизофренија да го фаќа човекот. И ова наслова, Trump's post attack on Iran's energy for diplomacy or escalation. За дипломатија или за ескалација? Не се знае, значи он може сега, слушај сега, ние сме мирни, ама сега ќе донесеме војска и ќе мајката. Катастрофа. И он не знае више што сака. Човекот е отиден. 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 Не знам што да кажам више. Ова катастрофи се деша. А исто сакав ова го видиме со златово. Ова баш ваков чарт најдов негде на Facebook ми излезе. Гледате според чартов од која ќе биде после 63 дена или од кој имало мал пат на златото, потоа имаме покачување на биткоинот. И гледате тука више златото се накачува и би требало биткоинот потоа да имаме покачување на биткоинот. Само што ќе видиме кога. Кога? Гледате тука кога почнува мал пат да има златото, тука почнува више биткоинот да расте. Така да више златото кое е ваму покачано, би требало некој максимум више постига злато. Ја не верувам дека ќе оди злато до $10,000. Би требало негде околу $5,000. Затоа што нели оно експлодира исто $5,600. Така да не би требало да оди поише од тоа, али јас имам исто на чартот направено дека април или мај очекувам да више се покачува крипто. Само што ќе видиме, тоа пак зависи од Трамп, тоа е само моје очекување. Ја можам да очекувам и дека утре ќе се покачува биткоинот, ама Трамп ако не дозволи, тоа е тоа. Што да кажам. Али добар чарт, мислам ова за да се гледа како се покачува, ова е многу добро и ова мислам дека треба да се сочува. Што треба да се чува ваква слика за понатаму, нели? Кој ќе се дешава, на оваа слика се потсеќате, да знаете дека златото што се покачува, мора и биткоинот потоа се покачи. Сега висто видиме за Midnight. Значи, Midnight, очигледно гледаме дека е многу добар проект. Јас нормално го чувам Midnight-от, ја не го продавам. Мислам, моментално јас него ни клемувам самиот Midnight, па чекам да го клемнам, значи кој биде трета фаза или четврта фаза, затоа што може да се клемнат претходните фази, не сакам да си трошам ада. Имам нешто што испитувам со ада и прилично би ми испаднало и тоа трошок сега, нели, ностоп да клеймувам, затоа што јас имам 20 или 25 болети за клейм. Али ова е многу добро. Значи, гледате, US Challenger Bank Monument, значи Monument некоја банка во Велика Британија, сака да токенизира до 250 милиони од депозитите на Midnight Network. Знаете што е ова за Midnight? Ова е буст ненормален за Midnight. Еве, CoinDesk, знам дека го објавија, да. Гледате, marking the first time a UK regulated bank has tokenized deposit on a public blockchain while keeping them FSCS protected and interest bearing. Значи, ова е ненормално нешто. И они што кажуваат, зашто ми се отвори сега два пати, не е битно. Значи, они сега ќе ги токенизираат депозитите во оваа банка. Значи, ова е врв. Тоа значи, на паблик блокчейн, но ќе бидат со заштита. Значи, нема може секој да гледа на паблик блокчейн, затоа што нели Midnight е со privacy layer на Cardano. Значи, ова е врв за Midnight. Значи, очигледно сум си го погодил проектот. Ќе го следиме ова и понатака, ја очекувам да има раст на Midnight и затоа јас си го чувам. И мислам дека со Midnight-от што ќе го добијам ја цела инвестиција што сум ја ставил во Cardano, ќе ми се исплати со Midnight. Ја и таква е моето очекување. Така да ќе видиме што ќе се дешава понатаму. Само да ги отвориме другите вести. Само да видиме. Ајде, нека се лодираат. Да видиме и другите вести. Metaplanet.
To roll out shareholder only card offering 1,6 Bitcoin cashback. Metaplanet, значи замислете, ако се shareholder во Metaplanet, ќе ми направат картичка, значи вајда дебитна картица. Само видам, plans to launch a new payment card that reverse spending with Bitcoin. Stepping up its push to bring BTC into everyday use. Значи гледате, значи ја па мислев дека ако трошите пари, значи не е битно какви пари во биткоин ги се враќа, не, во биткоин ако трошите, ќе ви се враќа 1,6% биткоин кешбек. Реално и не знам кој ќе троши биткоин особено на оваа цена. Едино би направил, например, ако ја имам кеш, па во моментот нели да ми го смени биткоин, во биткоин, па потоа да исторшам нели јас као биткоин, па ми се вратат 1,6%, иначе вака јас биткоин не би трошал, али секако јака опција што направиле за некој што сака да троши биткоин. Ова беше интересно, значи 24/7 tokenized ETFs to go live via Franklin Templeton. Ondo deal. Значи, очигледно Ondo има сегде направено договори, дилсови направено, гледате сега со Franklin Templeton ќе прави, значи ова е огромна фирма, така да Ondo очигледно е прв во токенизирање на реални асети. И ова е врв, значи очигледно за тие што чуваат Ondo, ова е многу добро. Можда сега тоа не го прикажува на цената, ама ќе се исплати сега затоа што многу фирми го бираат Ondo. Гледате Franklin Templeton partners with Ondo Finance to launch tokenized ETFs. Врвови, што да ви кажам, значи све токенизирано. Само што пак ќе кажам, значи ако е според оние како беше 36-42 кај што може некој ми ги замрзне асетите што ги имам, јас реално не би купувал real world assets значи со токенизација, реално тоа не би го купувал, ама тоа ќе се дешава во цел свет, така да секој ќе мора да се купи. Али мене само таа работа не ми се свиѓа, сега ќе видиме. Не знам тука дали пишува сега со кои. Не пишува, како и да е. Али гледате, ако видиме според чартот на Ondo, оди sideways. Ќе видиме што ќе се дешава, али ова е многу добро за Ondo. И нормално за Franklin Templeton. Тие што сакаат да купуваат токенизирани асети, преку нив ќе може да купат и нормално ќе бидат на Ondo. Ова сакав исто го видам. Значи, кој ќе ми кажат, викат Тетер ќе пропаднел, не знам што ќе било, не прикажувале пари, не знам ово она. Па добро, гледате, значи прво, колку собрале во провизии. За 24 часа собрале 16,3 милиони долари, значи ова во провизии. Значи сите тие што тргувале со USDT, и мислам дека има се уште еден коин што го спремаат за Америка UST или не знам како се каже. Значи 16,35 милиони. За 7 дена 114 милиони, за 30 дена 500 милиони. И кој ми кажат, вика, ќе може да пропадне Тетер. За мене многу малку веројатно. Да има, затоа што они не ги прикажуваат сите асети што ги имаат, па затоа и претпоставуваат дека може да падне, ама ја да ви кажам, не верувам за ова. Дека може да пропадне. Али секако јас, преко би чувал во стабилни коини, ќе чувам во поише стабилни коини. Нормално ќе направам за видео за тоа во што би чувал јас и како би ги чувал. И знам дека во Тетер даваат многу повише yield. Значи, вие, ако ги стекнете Binance, дори не знам колку е моментално на Binance да се стека на вака, само да отварам. Видам на телефон. Колку е за стек. Само да отвориме. Не знам зашто ми ја успорја нешто апликацијава. Не знам дали е до телефонов. Само да видиме каде е сега тоа. Arn. Добро. Buy Arn. Ево. Arn. Само да видиме колку дава USDT. Моментално дава поише USDC. Знам дека едно време дава многу поише USDT, дури дава 8%. Сега моментално на 3,79%. Не е малку, ама не е ни многу.
USDC даваат 5,68. Ама има на различни места, треба да се бара, значи кај може да се стекат. И може да се добијат и 7-8%, замислете вие 7-8% годишно некој ви дае остекање, тоа е лудница. USDC мислам дека даваат сега поише затоа што многу помалку се користат од Tether, значи Tether највише се користи. И особено се користи со таа Tron мрежата на оној, како се каже, тој кинезо што ја купи таа бананата за лепене и одлепи да ја јаде бананата, мислам будала човек. Што да кажам, боле на македонците ни даел пари него ли ја купи таа слика и тоа не знам за колку милиони евра, мислам, или долари таме ја зема. Лудница. Ова сега ви го видиме. Вика BlackRock CEO think worse of global recession if oil goes to $150. Значи гледате, он кажува ако дојде нафтата, значи на $150, дека може да имаме глобална рецесија. Па нормално имаме глобална рецесија на $150, тоа е невидено до сега цена. Мислам, тоа цените би биле ненормални, цените има да пораснат, ама ептен. Што значи дека народот само би користел пари за основни намирници. И нормално да иде во рецесија. Ја не очекувам ова се деси. Не очекувам, а ќе видиме како ќе се развива целата политика на Трамчо. Тоа ќе видиме. И не понатаму, знам дека имаш една нова јака информација. Ево, Coinbase, Fannie Mae brings crypto-backed mortgages to home buyers. Што значи ова? Ова значи дека вие можете да имате биткоин на берза и се нели они ќе направат инструменти како да се заработува на берза, значи со биткоин. И ми звони телефонот, ај ги сега само попосле. Да ви честитат роден ден. Значи, гледайте сега. Ова со home buyers, значи може вие да имате биткоин, значи го ставате, нели, може да ставите, сега прво купувате куќа, не е битно, од 700.000 и сега може оние ви дадат кредит од 700.000 и вие да ставите биткоин. Значи, сега, затоа што они никош не даваат 700.000 да биде во биткоин, може ќе треба 1 милион да се стави во биткоин. Ставате 1 милион, земате кредит, биткоинот го имате и сега ако има инструменти за заработка од биткоин, значи овде го пишува во крипто, а мислам дека само пишуваше за биткоин, мислам дека не беше за друго. А не, borrowers pledge Bitcoin and USDC as collateral to fund their down payment, allowing them to keep their assets intact and avoid a taxable event by spending them. Добро, да. Значи USDC и Bitcoin моментално го направиле на Coinbase. И вие ставате биткоин, заработувате од биткоин, а вам узимате кредит врз основа на биткоин. Значи ова врвешти е направено. Сега нормално ќе треба да се пресмета затоа што има они пример сега бараат нели 30% или не е битно 40% или бараат повише да имате нели да се бекапира целиот кредит што ќе го земете. Сега ако падне биткоин ќе треба да се достави уште плюс биткоин, иначе би вие ликвидирали, има такви некои заебанци и тоа ќе треба многу добро да се пресмета. Ама замислете сега не е битно, Македонија направи, зимате стан од 100.000 евра, вие имате 300.000 евра, да кажеме, имате во биткоин. И сега вие ставате биткоин на прва $150.000 ставате во биткоин, вие го имате кредитот, сте го земале станот. И сега имате заработка, например, не е битно, 3% имате заработка во биткоин или во USDC 5% се кажува. И сега ви имате 300.000 во USDC 5%, значи ќе заработувате $15.000, а пример може тоа годишно, а пример кредитот што ќе го плаќате може да биде $700. И сега вие заработувате 15.000, трошите 7.800, уствари самиот USDC вие што го имате на берза ви отплаќа кредитот за станот. Значи ова е поврв не може да биде. И реално мислам дека во иднина вака би требало да се купува. И најверојатно нема некој не би користел биткоин нели ради неговата волатилност, ама USDC и USDT, мислам дека секако некој би користел. Замисли ти ја заработуваш, ја земеш кредит и ја купиш други асети со кредитот. Врвови. Неам зборови, мислам за тоа, а од ваму да ви се враќаат и парите, значи од финансиите, нели можете да си го враќате кредитот што сте го зеле. Тоа например го има во Македонија, го нудат во банки.
Не знам, ако имате пари, па не ги трошите парите, па тие да ви останат пари, па оние ви дават кредит во однос на парите, да, ама заработувачка на парите што ви стојат у банка 0,1%. Ако ги земете кредит врз основа на тие пари, ќе плаќате 5 или 6%. Па браво, мислам, катастрофа невидена. Значи ова, мислам, би требало да се поправи, да не се плаќа толка и давачки, ама народот ќути. Али како и да е, многу добра опција, знам дека ова ќе се прави на многу добри места. Мислам има секако позајмица, имате на Binance може да се направи позајмица, ама знам дека мислам дека дупло поише требаше да се даде за да се направи позајмица на пари. Мислам дека има и на Binance такво нешто. Мислам моментално ја не би го препорачал, али секако е добро да се разгледа за опција или кој ќе се купува некој асет. Да видиме вамо. Еве, ова исто беше интересно. Work from home and drive more slowly to save energy, global body urges. Замислете, the International Energy Agency, гледате вамо IEA, has suggested 10 measures. Значи, да се води поспоро. Па нема проблем. Значи, ние ако ги испаднеме на автопат, ќе возиме 50. Па подобро дома да се прати човек да работи, него ли да вози, нели, ако има толкава криза. Али мислам дека ќе има криза, мислам како и да е, више има криза и со производи ќе се зголемат. Жалното е кој ќе се врати нафтата, нема се вратат производите на старата цена. Тоа е многу жално и тоа значи шупење на својот народ. Ама тоа е тоа, ја Македонија ние се наоѓаме на Марс. Така да тоа е тоа. Да, дечки, тоа се вестите за денеска. Така да имајте убав ден, убава вечер и се слушаме во некоја наредно видео.